Почитувани мои, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Влагол. Овој пат Влагол се снима надвор. Се наоѓам овде во летната бавча на Дом на млади во Штип, каде што повозрасните, а секои помладите се сеќаваат дека се организираат незаборавни забави овде. Темата на денешната емисија Влагол е нешто што ќе се случува во вторник. Доколку се сеќавате на емисијата која што беше со господинот Божидар Симоновски, некогашен директор на Дом на млади, зборувавме со него за нешто што се вика James Session и што се случува во Дом на млади со децении наназад. Истото тоа нешто ќе се случува во вторник на 19 април. А што значи James Session и што ќе се случува во вторник, ќе ми кажат моите денешни гости. Ги има повеќе, ќе ги видите. Ќе почнам со нивно представување. Десно од мене е Виктор Манев. Добре дојде Влагол. Уште еднаш. Так, тука е и Александар Михајлов. Добар ден и добро дојдовте во Агол. Благој Андонов. Владо Симоновски, тој е и син на Божидар Симоновски. И да не беше тој, немаше да биде оваа емисија, ќе ви кажам подоцна зошто. И Тоше Ристов. Добре дојде Влагол. Добро дојдов. Со нив, како што реков, ќе разговараме за тоа што е James Session, што ќе се случува во вторник. Меѓутоа, за она што ќе се случува во вторник, главниот говорен овој пат оваа година е Александар Михајлов, кој што не е Михајлов, се извинувам, кој што не е постојано во Штип, доаѓа неколку пати, ете така, ајде, каде сте кога не сте во Штип и што е она што ве води за да го инициирате овој настан James Session, што ќе се случува? Јас сум веќе добри години во Италија, 15 години. Имам една носталгија, голема, и кога доаѓам, веќе 14 години се организира ностов. Може би концерт, ама повише Jam Session. А Jam Session значи тоа, значи секој може да се изрази слободно, што сака после. Не е музика концертна, не е спремена музика као цел бенд со своја програма. Него може секој да свире што знае и што сака. Значи тоа е една многу добра работа, може да се изразиш, може да се забавуваш, не си оптеретен уопште со као имам јас сега концерт и треба се до крајот да испадне како што треба. Не мора, може да се свири добро и лошо и се да се кажеме на крајот се добро, затоа што е толку слободно изразување. Тоа е речем. Ова година исто ќе правиме, кога брвме денот вторник, пошто овој град е познат дека музичарите сите свират некаде или имат своји тезги да речеме. А пошто ние рокерите сме малку поспецифични луѓе, многу ретко се збираме, ама тоа ако е ретко е многу добро и го одржаваме, затоа што да кажеме животот, таа е нашиот живот, тоа е што го сакаме. И сега овој вторник ќе организираме поново. Се надевам дека ќе има гости, пошто лани ни изненадив за беше денот исто вторник и имаше многу голема посетеност. Стварно се изненадивме, имаше гости од другите околните градови. Една добра журка беше, па ќе видиме сега, ќе пробаме пак во вторник да се забавуваме и ги поканувам сите да дојдат затоа што добро ќе се поминат. Не се плаќа карти, за рокерите. Да, тоа е најважно, дека на James Session-ите не се плаќа карти, меѓутоа може да учествува, рековте, кој сака. Кој се бави со музика. Така, ќе се слуша и ќе се свири, да, ќе се свири рок претежно. Турбо може. Не, турбо. Турбо. Турбо најне. Може и да кажеш, само да не е дугметара. Така, за тоа од кога се организира James Session и во Дом на млади, ќе ни каже Тоше Ристов, само малку микрофонот да го свртам на кај вас. Тоше пред започнувањето на снимањето на оваа емисија донесе едно издание на едно списание кое што подоцна ќе го видите и за содржината малку повеќе ќе ни каже Тоше. Станува збор за првиот James Session кој што се одржал во Дом на Да, млади. јас мислам моите компетентности таму најкомпетентен е се сето ова е Бошко Симоновски, Божидар Симоновски. Јас мислам дека е ова првиот Jam Session кој што се случи овде во Дом на млади, мислам дека ја од 1983 година. Овде свират многу познати музичари, ова е Владко Стефановски кој што служеше војска во тоа време тука во Штип. Коце Андонов кој што е професор, мислам и живее во Австрија, во Грац. Во Грац.
ова е Божидар Симоновски исто тука и ова е почетокот, мислам дека е ова првиот Jam Session. Беше случило во Дом на млади. Ево се пишува Jazz Club Дом на млади Jam Session. Мислам дека да, ова е 1983 година. Джез клуб пишува. Да, Дом Jazz на Club, млади. као Jam Session, Jam Session е не мора да значи дека ќе свирите вие еден правец на музика. Се може да свирите. Тоа нема правило, тоа е Jam Поентата Session. на оваа емисија, значи да се каже што конкретно изразувањето, ќе се свири. добро и каже Александар дека тоа е како ќе се изразиме. Значи изразувањето на кој начин размислуваме и тоа музика, тоа е дружба. Jam Session е дружба на музичари кој што секој ќе си презентира она што сака да го презентира без никаква обврска дека тоа мора да биде некако нели точно отсвирено или тоа е само дружба. Тоа е Jam Session. Ова е првиот Jam Session, јас мислам дека е првиот. Ватко Стефановски, Коци Андонов кажав да. Може би, да, зборувам за овде, за Штип. За Штип. Да, за За Штип, Штип, зборувам за Дом на млади, за Да. Дом на млади. Мислам дека ова Jam Session и ова списание случајно не од некој ден. Možda i prvi u Tiroli, другите места немаше. Па не знам јас за тој зборувам дека најкомпетентен е Божидар Симоновски за ова што зборувам Да, за што Jam не го Session-ите. зборувавме во емисијата Да. која што беше со него, снимана пред одреден период. Само да ви кажам, драги гледачи, Ацо и Тоше се од постарите рокери овде во Штип, а останатите тројца што се тука околу мене се од Ние сме си помладата младички. генерација. Од помладата генерација, наследници еве да речам нивни. Виктор Манев се сеќавате можеби од емисијата Диези Бенд беше гостин со неговиот колега Дворан. Рок музика е она што ти преферираш. Го дома слушам. Додека на тезга може да свириме се сешта. Da, i Ceca Величко, што Но во врска со Jam Session, со нашата тема денешна, во врска со историјата на Jam Session, не сум толку компетентен да кажам, значи јас почетоците мои 90-те години, ако бев многу мал, бев дел од Jam Session-ите, но во публиката. И така на штипски да кажам, и лигите ми тече и си векав еден ден кога ќе дојде ред, јас да дојдам да свирам на Jam Session. Кога дојде ред? Тогаш доминираа музичари како Три пати на ден, како Шик, и многу други. И после новиот милениум, после 2000 години, можем да кажем дека активно се проведе. Веќе почти 10 години. Може ли јас да учествувам на Jam Па Session? баш така беше. И сега верувајте во вторник, ако бидете дел од тој Jam Session, ќе видите помладите генерации како го прифаќаат тоа. И на нив е така голема чест, како на мене што било во тоа време кога они свира. Така ќе биде на деца во вторник. Мислам ќе бидете дел ќе го усетите тоа ќе биде. Рече од почетокот до новиот милениум учествуваш на Jam Session секоја година, секогаш уствари кога се Па секој пат случува кога Jam сум Session. слободен, обично ние сме музичари и во приvatниот живот свириме да тезгариме. Ама за тоа па ние рокерите гледаме Jam Session секој пат да ги организираме, пример вторник, четврток, кога сме сите слободни. И во таков ден и приватни обврски и фамилиарни обврски се откажува само да го гледаме. Иначе ние музичарите секој пат работиме за пари. Нели тоа е нормално, него овде Jam Session никој не го гледа тоа како финанси, секој го гледа пред секој како дружба и едноставно како што рече јас доаѓаме тука да се изразиме музички. Жанровите се тие, значи тука се свира обично рок н рол, блуз, джез, фанк, тоа се обично жанрови. се свира стандарди Не преферирам. на познати бендови светски. Публиката е исклучиво многу префината, значи луѓе што знаат што е музика и да не се музичари во приватниот живот, знаат да слушаат добра музика. За жал ретки се тие, но колку толку се трудиме да го одржаваме таму. Предлагам, ако се согласувате, да пуштиме една снимка од некогашен Jam Session што се организирал во Дом на млади, да видат гледачите зашто всушност станува збор, а потоа ќе продолжиме со разговор со останатите мои гости. Има ланска снимка многу добра. Таа ќе ја пуштам. Браво. Back to the same old place.
сте, драги мои, видовте што се случувало минатата година, како што рече Владо, материјалот е од минатата година и тој ќе ни каже што е тоа што се случуваше минатата година. Кои се настапува, видовме дел од присутните овде околу мене, но има и некои рокери кои што ги нема овде, меѓутоа во вторник ќе бидат секако, нели? Бидејќи ти си, како што кажа во најавата, дека си одговорен, да речеме, за оваа емисија, затоа што ти беше тој што на Facebook На мене ми текна. така, ја објави оваа информација. Значи, една спонтаност беше лани, што уствари има доказ за таа спонтаност, нели, на YouTube. Тоа е еден рок-н-рол што ја лично, по моето искуство, мислам, фала му на Бога, бил сум у 500 клубови низ Европа и бивша Југославија. Немам таква енергија доживено како тука што има. Значи, Ацо, Ицо, Симо и сите други на бина, тоа е нешто само тука што може да се доживее. Спонтан рок-н-рол, не е претходно вежбано, ти не, него моментално се дешава. И се постојано се развива. случува да се усогласат, нема Да. грешки, нема киксови или се добро, случуваат, гледај, ама? нормално е да има грешки и тоа е рок-н-рол за мене, да има некоја грешка. Ако нема грешка, тоа не е рок-н-рол за мене. Моите гледишта се такви. Да. Грешки не се делат. И мислам тоа се најубавите свирки што ги ја у животот имам доживено. Значи, без разлика, ја ги имам гледано AC/DC и Металика и Биело дугме уживо. Живо, да. Ама најдобри свирки за мене се туку у малата сала, особено како млад средношколец, јас кој се тука шверсаше со постарите, што јас сум ги гледал, Бог да опросте, Паризо, Селио гитаристо. Значи, тоа таков шоу се правиле спонтан, што тоа не може да се повтори па некаде да го видиш на телевизија. И криво ми е што не се дешават почесто тие джем сешни, значи Треба да почесто. Треба Ацо да си доа од Италија, еднаш кога годината, да рече, ај ќе свиреме ли и толку е. Ама фала му на Бога и што тоа еднаш кога го има, ути и тоа еднаш кога го нема, па за кај сме тугај? Зашто рокерите, еве да речам, немаат ли простор за настап? Кругони се многу стесни, многу... Не знам како тоа да го кажам, не знам дали на телевизија да го кажам. Некој пат така ме копка за да го кажам. Знам, последните неколку години се дешаваат тие работи во Штипот. И Штип беше познато место. Најрокерски Најрокерски, апсолутно. Штип Битола и Скопје, ама Штип водеше, буквално. И едно време тука има многу народ добро информиран за музиката, за рок музика, за блуз, за џаз, за било што, многу наслушан народ, затоа што 30 години се негувало музиката тука, имат префинато уши. Значи битно е, ма со теко на времето. Ја мислам кога се отвори факултетот. Добиме една негативна навала на музика. На музика од околните градови, да се изразам што повише сака една музика друга, што сега е актуелна. Знаете за која сака. И моментално во градот се види дека се има профит и кафаните и клубовите, дека се има профит од таа музика за пари. И се претворија сите, како да кажам, у пинкови звезди, не знам, баш така да се изразам. И полека рок-н-рол у Штип, мај го снема, да се изразам. Значи, ние сме тие што уште покушаваме нешто да се одржи и мислам се со успешно се до сега оде добро. А иначе јас сам горе Италија. Знаете, таму има радија. У еден град има 2 радија, само рок музика се пушта. Секоја манифестација што се одржава, иако рок музиката не се измислили италијанците, него е америчка. Значи, сакам да кажам дека се тоа негува супер, таму сите барови, сите клубови, тоа ше беше во Италија, заедно имаме свирено барови, и тоа денско време, дневно време, зашто свиреме рок музика. Не само рок музика, не сега да биде као рок па рок, него свиреме музика која сакаме, со ово новото доаѓање на новите вие трендови, може сум ја грешка, може би тоа така треба да биде, може да ми времето на оваа музика што доаѓа. Ма сакаше да кажам дека од тоа време, вие 10 години се смени комплетно уште. Значи, како да кажам, не е тоа. Свири рок музика. Да се надоврзам на мабето, значи тоа не е само од нас, од
тие што го, нели, правиме тоа, туку зависи и од луѓето. Што излават, например, добра група од некаде, концерт, авторска музика, публика 20 души. Тезга група од кочани, што свират тие па тие песни, публика 220 души. Значи не е све до нас. А не само каверот, зависи која музика се свири. Па, Да. без разлика. Кавер како кавер е во ред. Добро, да не влеземе многу. Да, во ред, да не рогуваме тоа. Добре, јас би сакал Секоја малку да се музика. доврзам на Ацо. Тоа што не сакаше да го каже Ацо. Во ред е се, нели, оно што случи на универзитетот и ово кај нас, тоа е во ред. Имаме Дискретен сам. луѓе. Меѓутоа, многу навлезе турбофолк музиката, меѓу младите. Сега тие генерации кои што се родени во тоа време, мислат дека е нормално да ја слушат таа музика, турбофолк. За мене тоа не е музика. Во ред ќе почитувам музика како музика. Меѓутоа, тоа е сосем друг начин на размислување, носи сосем други начини на култура. Таа култура кај нас не е изразена на тој начин. Ова е рок-н-рол. Рок-н-рол е начин на размислување на живот. Рок-н-рол не значи музика уствари, тоа е начин на живот. Начин на живење. Тоа е начин на да. живење. Значи авангарден начин на постоење и на размислување. Тоа тука не е само музиката во прашање, тука е во прашање и уметноста, и литературата. И, да. И тој начин на размислување, како рок-н-ролот носи сосем други начини на образование меѓу младите. Додека турбофолкот, јас ќе се извинам, меѓутоа не носи никаде. Една проста, Меѓутоа, од друга страна кажа. една проста, например, фраза од една таква и таква песна, вика, нели, рок песна, вика, нека биде љубов, нека биде мир, нека биде секаде еднаквост и така натака. Од тука, јас те сакам, а ти одеш со мојот најдобар другар, срачето ју... значи има разлика, нели? Да. Меѓутоа, од Нас друга е страна, турбото е што велите вие навлегува се повеќе во животот на младите денес. Тоа е, да, за тоа жал. може би е затоа што има некоја ударна пропаганда, некако маркетинг, да. додека за рок музиката, Дефинитивно. настани кои што се поврзани со рок музиката некако послабо се случуваат и Треба да знаете зашо највише што е битно турбомузиката, што е навлезела меѓу младите. Прво е старите навлезела, па они се пренесени. И дома, ако јас слушам турбо, и моите деца ќе слушат. Да, проблем. да. Проблемот што од турбомузиката е текстовите. Само ги слушате на текстов, сечам Вене, кој ги викам, така викаше да е мој другар Париз Богор. Така ги викаше песните. Текстовите, ако ги гледате, се се срце парајучи. Значи, тоа е толку надено што тоа брзо ги освојува младите. Многу брзо влева, такви се мелодиите, мелодични. Тоа се направено со примеси на целата музика преземана од рокерите. Затоа што, арно кажа Ѓорđe Балашевиќ, он прв тоа кажаш пред многу години, вика издејце, говорам на себе, издејце со рокери затоа што се направили многу фолк. Тоа направи Милич Вукашиновиќ со Ханка Палдом, почна ги тие работи за пари. И напочна тоа и толку сви што го прифанаа и околните држави балкански, Бугарија, Романија, не знам, тоа потекна од таму. И толку ми фале, тоа е полека почна да замира. Додека светот си останава оно што се останава. Ние му идеме, особено Македонија е страшна Да работа. кажеме, значи реков јас, вие сте од повозрастните рокери овде во Штип, но баже Виктор и Владо се од помладата генерација. Ово досега баже ништо не кажа. Ти колку пати имаш досега учествувано на Lost of James Session? Се надобрзаме на темата. Јас ќе почнам од 90-те години, пошто сум директен учесник од тоа време. Имавме среќа да се дружиме со постарите со 3 пати на ден, да учиме од нив многу. Тоа време тука се правеа демоснимки за тогашните рок фестови. Бошко Симоновски ми правеше снимките, ние ги правихме таму во Скопје на рок фестовите. И така повеќе се дружи. И мислам дека 90-те години, раните 90-те години, Jam Session добиват најголема експанзија. Секоја недела имаше тука Jam Session, ако се сеќавате добро. И тоа се завршувало во раните утрински часови. Има
доста голема дружба со разни. Може ли, извини, еден пример да кажам? Секоја недела имаш авторски бенд од некој си град од Македонија или од некаде, кој што свири авторска музика, а после него се дешава джем сешено. Ја беше многу малечок тога и се многу баво сеќавам доваѓа дваторица од обезбедувањето тука и вика: Владче, татко ти ме прети да ти испратам дома. И ја му викам: кажи му, ојде си, Владко. Не И сум од тука сум одел у гимназијата, прва смена на школа. И завршија таа гимназија, и завршија факултет. Браво. Ама шо фајде? Па 90-тите, како што кажати, се до војната. Импровизираната војна 2001. Тогај се сменија работите. Баже, ти си дел од рок група Штипска, Hotline. Вие не само во Штип настапувате и во други градови, низ Македонија. Кажи ми, какво е расположението според тебе на вашите настапи од страна на помалата публика? И дали доаѓаат повозрастни да слушаат? Па вака, Hotline е продолжена рака на мојата поранешна група Надвор од времето. Знаеме дека некои од членовите не живеат веќе тука во државата. И јас и Јордан Станчев Капа останаве доследни на тоа. Имаме допуна на бендо, млади дечки со нас што функционират и добро функционираме. Негуваме ја таа музика, не се оддалечуваме од тоа и кај да отидеме, секаде сме добро прифанати. Има ли посетеност секаде каде вие што настапувате? Повеќе гледаме да настапуваме во такви клубови кај што се негува таа музика. Сега да не се мешаме на други места кај што не припаѓаме и е доста посетена. Има интерес. Повеќе ако ги издвоиме градови, веле се добро. Струмица, летно време прават на улица игранка е вика оние. Како некој што били играјки? Кочина и Берова, Далчево, нели свирите и натака? И Па секаде овој дел источно покрива. Шо добро. Да, радува тоа што има, знаеш. Некои градови што беа тотално едно време немаше тоа. Сега Берова, Делчево. Сега има значи Па немаше и тоа време и рок-н-рол толку и немаше по тие градови. Да, интересно. Сменија се работа. Рокот од Штип се префрли во другите градови. Ти тука беше, Кочани не постоеше цело бенд. Не постоеше ни Кочани, ни Струмица. Струмица, тоа е. Интересно е што тука 90-те години што рече, ако може да се довезе. Ко свира тука бендови како е Катерина Велика, Електричен оргазам, Психомодопол, свира тука и после доваѓа после 12 сато во клубови дека свиреме и правиме джем сешн до сабале до 6 сати. Штета што не сме били тогај да земеме да снимаме затоа што големи бендови па се мешаме, тоа беше прави джем сешн. Па и технологијата не беше толку Интересно. развита, не беше слушал да снимам. Ете тоа ми чат пат правиме му викам дале како беше добро со Екатерина Велика. Сега нема ни еден остан, знаеш тоа има голема група беше. Заедно се мешаме, свиреме, ја Фацата, Младен од Екатерина, басисто негов. До Сабале, тоа имаше дружие. После другата недела дојде друг, благодарејќи на Бошко, дојдеше. Завршија концерти тука, после се префрлуваме тамо. Замислите, народот не се одеше до Сабале, тоа беше се провака. Тоа интересно беше, значи. Моменти убави што сме поминали. Критериумите на музика да беа се уште некој друго ниво. Так, предлагам уште еднаш да им дадеме визуелен приказ на гледачите на емисијата во Агол како било во изминатите години на джем сешените и потоа ќе продолжиме со тоа што ќе се случува конкретно во вторник. Одиме да видиме уште еден настап на штипските рокери, односно рокери од останатите градови кои што учествувале на джем сешен во Дом на млади.
Реков ќе ја продолжиме емисијата со тоа што ќе се случува во вторник на 19 април, а како што кажавме уште на почетокот, главен и одговорен за тоа е Ацо. Ајде да слушнеме, да слушнат гледачите што се организира за вторник. Па за вторник просто едноставно се организира рок свирка. Рок забава, рок спектакл. Што да ви кажам? Нема повеќе зборови што да ви во кажам. контакт со сите оние што тоа. останаа рокери овде во градот. Да, Кои стапиме. се, ајде да кажеме, ајде Денеска не треба многу баш и да целото е интернет, се околу сите знаат веќе. Специјално не сме стапиле контакт за некои гости посебни да викаме. Обично знам дека може би од околните градови тие рокери што се ќе дојдат нешто за во Скопје, не знам има штрајкови там, нема да дојдат сигурно. Друга држава е тоа. Нешто правихме веќе со Ице вчера за Венко Серафимовски да го поканеме. Оно ќе му се јави, па не сме се чуле. Би требал може и он ќе дојде као гост. Значи не е потврдено, ама знам дека Венко со задоволство ги прифаќа сите тие. Живее он за тоа исто како ме прав рокер и живее за тие работи и после сите му се другари. Сите сме ние другари, тоа е една екипа како да кажам. И ако дојде ќе биде доста избогатено, значи. Значи една мала увертиричка. Вторник, почеток 21 часот. Во малата сала. Јас во малата сала на Домот на младите, Jam Session, рок спектакл, како што каже Александар. Ја ќе открием мал дел од бендовите, значи 3 пати на ден, Hotline, Доктор, Ara Brothers Band и нормално после тоа ќе се измешаме сите, ќе свираме до најверојатно до. И сите млади, има многу млади бендови уште. Јас кажав, мал дел ќе открием, а така, Да. ќе видат. Рече во 21 часот Почеток, почнува. да. Сите треба да се одат во 21 часот. Пошто 90% од публиката што ќе биде присутна се музичари и во настанот Владко 100% знаат многу дека добро ќе има нешто. потенцирал, значи сите што ќе сакаат да дојдат, што ќе сакаат да си посвират, нека се дојдат на време, за да има време за сите. Владко е тој што на Facebook направи специјална група за настанот што ќе се случува во вторник. Има ли одзив сега за сега? Следиш ли што се случува на групата? Следам, одзива многу слаб. Многу слаб. Добро рекол. Ама дешавката ќе биде многу јака. Така. Да. Уште Па и дело таа публика не денеска се е- забавя многу со социјални мрежи, ти знаат, обично се информирани на друг начин и гарантираме да ќе бидат присутни. Малата сала ќе биде фул. Она што сега во моментот ми текна е околу инструментите. Ќе биде обезбедено се од инструменти што е потребно. Секој ќе си дојде со собствениот инструмент. Еве, за ова снимање Виктор Манев донесе инструментот на кој што тој свири. Па не, обично за Jam Sessionот ние тука 5 души сме дел од многу бендови. Ние сме одговорни во врска со за да инструментите, се со намалат звучењето. од 50 што треба. Значи сите други што ќе дојдат, нека бидат. Суработи- Ќе нема потреба да Нема снимат да суработи- ќе мислам оние главните инструменти што се ќе има две гитари, бас гитара, бубање и тоа е. Клавиатура, не верувам дека ќе има, па и дали има потреба. хармоника. Хармоника исто, не, значи Наум Петревски нема да дојде, ќе дојде Венко Серафимовски и така. Сега ќе бидат добро. Ги поконуваме исто и тие што не ја обожаваат толку рок музиката, ама што Па добро е било да дојдат. може и тие да Добро е било да дојдат. Да, зашто да не? Може би ќе исправиме некој лош пат. Ги покануваме и тие што не се навлезени толку во рок музиката за да слушнат што е уствари вистинска музика. Особено Или? сакам да ги поканам сите тие што им е досадно уштип, бидејќи Jam Session не е одеш на свирка на Hotline и знаеш таа песна, таа или одеш на свирка на тај На диџеј. еден одреден репертоар. Jam Session е уствари спонтаност. Тоа е таа магија, тоа е таа убавина што е нема, например, ти кога одеш на концерт на Мадона или на Металика, знаеш кои песни ќе се свират и што како ќе биде. Ама на Jam Session не се знае што како. И значи имало е моменти кога се качат на бина, пример тројца прва лега гитаристи или двајца супер јаки пејачи и тука е магијата. И
Најинтересното што они унапред не се спремале, сега јас така, ти така. Значи не се знае што како ќе се одвива, а моментално се дешава филм. И да потенцирам Jam Session и нема у Знаете какво беше? Битола, у Струмица или у другите Тако нема сега. поголеми градови. Има можеби, но јас не сум чул, ќе ме извиниш. Па и нема ни у Скопје Jam Session-ите. Не, таму Владо знае, Владо шета. Не, таму се многу големи музичари. Реално, Не можеме ние. последен пат на Jam Session у Амстердам беше. Значи таму Таму е повикуваат ги, на список се пише за да дојдеш ред да се качиш на бината. Оти многу има што сака да свират. И кај нас има многу што сака да свират. Тоа е секој што сака да дојде сакаш да и да чуе и да свириш. види нешто поинакво. Поканувам го да дојде у Сите да- вторник вечер у Дом на млади. Не мора сите. Половин. Важно е пораката да испратиме, значи да биде да се забавуваме пред се. Знаеме се нашалеме и во, али пред се е битно да се забавуваме. Тоа е за тоа го и организираме. Во и да се видиме. Пошто не може да се видиме некој пат и они се тука. Ма вика не сум го видел од тај Jam Session. Значи видите. Не се виделе. Сите се обврски. Сите се обврски и не се видат. Сега тоа е. Јас кога дојдам тука баш не треба да ги тражам дека ова е, но ги видам сите тука што се сите се поздраваме. Значи помој душ. Значи, заклучок за оваа тема, за оваа емисија е дека Jam Session-ите ти ги организираш, за да ги види сите луѓе кои што ти значат нешто. Па и нешто тоа, колеги, не, да ради тоа, речеме, не посебно. другари. Да, ама и тоа и тоа. Тама си јао. И да се слушне добра музика. Да. Бројаме колку сме, толку сме. Колку останавте. Рок музиката е секој Преска Александр зборуваше дека е во и точно е дека е во кај нас Штип е бил секогаш првата свирка. Првиот Jam Session е не Jam Session, Jam Session е првата свирка на улица. Е случајно тука во Штип. И тоа е во Виторија, на улица. А автобусите на Македонка, се уште постоеше Македонка, тоа 86-та година. На која улица уште? Генерално Викторија, знаете каде е Викторија? Тоа е Аркадија, легендарниот рокерски кафич. Што го викат сега Влашкиот мост, тесно. Има зграда сега таму. Да. И дојдеме до заклучок пред неколку месеци јас објавувам некои фотографии и случајно ги скопав некаде и воа е тоа, Аркадија, Викторија. И некои мои пријатели викаат што правиме сега, дај да обновиме. Да, викам, а прво треба да дојдеме до постапка да ја срушиме зградата. После да ја направиме Викторија како што е, нели? Меѓутоа нема толку стари цигли, керамиди. Нема финансии толку само моментално. Нема финансии за? Тоа е да За цяла град. Вака, Не треба финанси за така. тоа, да. А Само љубов и мир. и музика? Музика. И музика. А тоа е музика. Да. Тоа е ствара Љубов и музика. мир, преточено Љубов и во мир музика. и музика. Тоа е А музика. се кажа дека е Jam Session ти каже и Владо дека е тоа е нешто што настан на кој што работите се случуваат спонтано. Кој како добие Тоа е добро, тоа е инспирација убаво. може да отиде на сцената, да биде дел од. Па знаеш дека е нешто програмирано, не моменталната си ни музика. оде, некашни глупово, ти знаеш што ќе се случи. Ама тука не знаеш некој работи што ќе се случи, има и многу интересни работи што се случуваат. Тие 3 сата колку можеме да се забавуваме, толку ни се брзо поминат. Затоа и проблемот што сакаме да го продолжиме малку повише. Посебно Влада, он сака и до 6 сабали. И јас сакам. Малку потешко да е тоа. Веќе оваа година директорот да ги дозволе малку повише да работиме, барем 1 сат да украдеме, така се кажува. Затоа што има многу лани имаше многу голема заинтересираност и желба и се. Со времето беа малку кратки. Спонтаноста е она што карактеристично за Jam Session-ите, но спонтаноста е она што е карактеристично за емисијата Влаго. Видовте, немаше конкретни прашања, сите Не, бевте дел од емисијата и Има многу работи. кој што Виктор има учествувано, бил дел од емисијата Влаго, знае дека на крајот на секоја емисија Влаго
се прави селфи со гостите. Она што пред крајот јас би сакала да кажам е истото што вие го кажавте. Ќе повторам само сите заинтересирани, сите љубители на рок музиката нека повелат во Дом на млади, малата сала, 19 април, 21 час. Вторник. Така е. Сите овде во Дом на млади, еве организацијата ветува одлична забава, движење пред се, љубов, мир, преточена во музика. И биете флаш. Ајде се годиме со селфи. Ги поканувам и колегите ако сака да присуствуваат на ова заедничко селфи, бидејќи досега Говорете како што јас се штипски. сеќавам нема ниту еден од моите колеги сниматели учествувано во селфи на крајот од емисијата. Може. Може.